Господине Сотировски, католиците го одбележаа Великден минатата недела. Се очекува православните христијани да го одбележат празникот оваа недела. Знаеме дека оваа година празникот ќе се одбележи без почитување на одредени ковид протоколи, за разлика од минатите 2 години, кога поради пандемијата верниците мораа да се придржуваат до протоколите. Како вие ја оценувате улогата на верските заедници за време на пандемијата? Верските заедници, сите кои што ги имаме во нашата држава и ширум светот, имаат огромна одговорност. Посебно во вакви општества каде што граѓаните се во голема мера изјаснети како религиозни. Нивниот збор многу се слуша и се цени, се почитува од верниците и апсолутно ни става призма гледано нивната одговорност и во времење на кризи, но и во мирни времења, доколку такви некогаш постојат. Навистина е многу значаен нивниот однос. Тие се повикани да реагираат во насока самите граѓани, нивните верници, да ги почитуваат мерките кои што ги задаваат здравствените власти согласно нивната експертиза со цел да се заштити човечкиот живот. И тоа е веројатно заеднички содржател на ангажманот и на здравствените власти, а и на самите верски заедници да се зачува, заштити човечкиот живот, па и да се унапреди човековата благосостојба. Многу реакции предизвика пописните резултати, особено графата за христијаните и за православните, меѓутоа и подоснежната корекција на бројката за атеистите. Кој е вашиот став во врска со ова? Јас го соопштив мојот став запрашан од медиумите во тие неколку денови на, би рекол, поинтензивни реакции на јавноста. Јас имам целосно разбирање за ваквите реакции. И во делот на изјаснувањето за религија, реакциите кои што беа присутни во јавноста се целосно оправдани. Резултатите кои што се производ на пописот на населението во делот на религиската определеност на самите граѓани се, би рекол, не одразуваат вистинската фактичка состојба која што имаме на теренот. Тие има, и тоа е условено од неколку фактори. Првиот фактор е она бројка на административно попишани лица за кои што не се водат податоци за нивната религиска определба. Другиот процент е процентот на изјаснети како христијани, што е религиска определеност, а не е вероисповед. Па и тоа прави свој придонес во целосното несовпаѓање со вистинската состојба на теренот. И третиот, а не најневажен фактор е абстиненцијата на голем дел од граѓаните и повикувањето да се бойкотираат пописот на населението, што исто така може мултиперспективно да се анализира, но и тоа доведе до ова да имаме резултати кои што не соодветствуваат на реалната состојба, и тоа е факт и тоа е вистина. Ценам дека реално на теренот, согласно сите податоци кои што ги имаме, не дошло до значително поместување на религиската процентуална застапеност на различни граѓани, но ваквите резултати ни даваат една поразлична слика која што ценам дека ќе може да се коригира само при нов попис, затоа што не гледам начин како сега тоа би го коригирале, посебно не ние кои што сме исправени пред еден резултат на кој што не можеме да делуваме. Македонска православна црква Охридска архиепископија уште ја очекува својата автокефалија. Знаеме дека по неуспешниот диалог со Српската православна црква, нејзините надежи се насочени кон Вселенскиот патриарх. Очекувате ли ова прашање конечно да биде решено со помош на ФАНЕР? Јас морам да направам мала корекција во прашањето. Македонската православна црква Охридската архиепископија е автокефална црква и тоа е долгогодишно суштествување како автокефална црква. Ценам дека проблемот е насочен во тоа дали остатокот од православната екумена ќе го признае ова и ваквата реалност. Се надевам дека ќе дојде време кога тоа ќе се признае. Кога тоа ќе се случи, би било неблагодарно да се каже. Дека има позитивни придвижувања, тоа е евидентно. И за тоа сведочат голем број од информациите кои што се пласирани во јавноста, но и оние кои што како позитивни сигнали доаѓаат и во последниот период. Многу ме радува и би сакал да споделам таа радост, што еве последниве неколку денови во оваа последна недела пред неголемиот христијански празник Великден, Македонската православна црква после 26 години го врши процесот на осветување на Свето Миро, кој што е исто така еден од оние атрибути на автокефалните помесни православни цркви. Сметам дека реалноста во која што пребива нашата црква ќе биде прифатена и препознаена од остатокот од православните земји, затоа што
Нашата црква нема и никогаш немала, ниту па може некогаш да има било каков црковен проблем сама со себе или во себе. Така да се работи за наметнат спор кој што се провлекува долго време, а секој спор кој што трае долго време добива некој свой пат и станува апсурден од ден во ден. Каква е соработката со верските и меѓуверските заедници? Соработката со сите регистрирани цркви, верски заедници и религиозни групи е на завидно, на задоволително ниво. Секогаш може да се направи нешто повеќе. Но ние до овој момент, доколку правиме пресек на тоа какви се воспоставените односи, можам да кажам дека сме задоволни. Има позитивни предвижувања, онаму каде што воопшто не биле воспоставени здрави односи на доверба, се направени значајни предвижувања, но во нашиот план за работа, нашата визија е дека тие треба сите, се што е постигнато практично да се подобри и дополнително да се продлабочи, затоа што нема добра ситуација која што треба да не задоволи до степен да речеме сега е доволно, апсолутно не. И тоа е поентата на постоење на државните институции, да ја подобруваат секоја постоечка состојба. Во таа насока јас сум оптимист дека имаме позитивен правец. Едно прашање околу толеранција. Знаеме дека државата и верските заедници се залагаат за почитување на толеранција во општеството, меѓутоа во праксата тој не е баш така. Еве пример е случајот со Лев Тахор, каде што имаше одредени негодувања страна јавноста, одредени стереотипи. Дали според вас државата и верските заедници прават доволно за надминување на било какви културни и религиски различности во општеството? Јас сметам дека имаме еден случај кој што е и социолошки феномен на новото време, а тоа е појавата на едно гласно малцинство и постојано присутноста на едно тивко мнозинство. И тоа доаѓа до израз особено кога имаме вакви испади, грди епизоди од нашето општествено живење на една најгруба, би рекол, појава на неприфаќање на стереотипи и предрасуди за луѓе за кои што воопшто никој реално немал информации, освен медиумски шпекулации. Мислам дека ни е потребно еден процес на созревање на општеството кај сите поединци. Тоа неминовно треба почне од домашното воспитување, од домашната средина, кога се првите, би рекол, важни моменти се поставуваат темелите на личноста, кое што после тоа сигурно дека треба ни со образовните клупи да се изгради во нешто што ќе биде многу посвесно, нешто многу позрело. И тука дека имаме овие 30 години сериозно потврлање, мислам дека е така, но јас сепак се потпирам на мојата лична перцепција дека нашиот народ во голема мера е народ со вистински вредности, го почитува семејството, традициите и другите луѓе, но како што кажав, тоа не може да се каже апсолутно за целиот колектив. Сепак имаме поединци, за жал некогаш поврзани во групи кои што ја искривуваат онаа слика кој што македонскиот народ со векови ја создавал за себе, дека е народ кој ги прифаќа различностите, народ кој што е отворен за соработка со другите, затоа што македонскиот народ е народ челичен из вековите на многу претрпени неправди кон себе. Владата усвои првата стратегија за развој на верскиот туризам и поддршка на активните манастири 2022-2026. Кога треба реално да се живее и кои се вашите очекувања? Сега сме во постапка на формирање на координативното тело кој ќе следи реализацијата на ваквата стратегија. Очекуваме следниот период да биде формирано тоа тело. Тоа е меѓуресорско тело, каде секој што има одредени активности во акцискиот план во периодот за кој што треба биде реализирана, треба делегира свој член во тоа тело, па практично формално да отпочне реализацијата на ваквата стратегија. Ние буџетските барања секоја институција ги приготвува во време на летниот период. Ценам дека тука негде ќе знаеме која е рамката за кога да очекуваме реално отпочнување, затоа што живееме во време на кризи, а се што како активност треба да се превземе има и финансиски импликации, доколку сакаме реален развој на капацитетите и искористеноста на капацитетите и потенцијалите за развој на верскиот туризам, така да некаде на есен веќе ние ќе знаеме колку во новиот буџет за следната година ќе има одвоено средства и така ќе ги димензионираме нашите активности. Доколку не сме задоволени од обезбедените средства,
ќе видиме што можеме да направиме во насока на остварување на ваквите активности, она што не подразбира финансиски импликации, но во голема мера одреден дел од активностите директно влијаат на искористеноста на потенцијалите, уредување на потенцијалите во насока на приближување на нашите огромни потенцијали кои што за жал се неискористени до изгледот, до нивната искористеност која што ја има во развиените држави. Така да се што стратешки се уредува мора да биде добро обмислено и длабоко анализирано. Така да мислам дека горе-долу тука се движиме и си има тоа свој тек. Ви благодарам за интервјуто. Ми беше задоволство, јас ги честитам великденските празнувања на сите наши граѓани и да се надеваме дека не очекува година полна со позитивни и радосни доживувања, затоа што мислам дека сме и веќе заморни од постојани кризи, влегуваме од криза во криза, имаме навистина тежок период зад нас. Во моментов нема многу простор да се надеваме дека пред нас е некој розов период, но сепак мора да негуваме надеж и мислам дека со заеднички труд може да дојдеме до некои помирни води.